Повелете. Андре Петров се уште нема испечатено пишана програма и промовирана, като што имаме ние, односно јас како кандидат за градоначалник. Лесно му е да шета од населба во населба и чекорејки само да ветува, односно да изговара фрази. Така, например, повод за ова денешно моја реакција е тоа што има пресконференција во која што вели од дејки ќе воведам задолжителни часови по пливање. И толку. Вред, но требал да знае дека од септември минатата година задолжителни часови за пливање по пливање се воведени по иницијатива и соработка на владата и градот Скопје. Друго, чекорејки најавува дека ќе изградел конјички клуб. Коњи, значи, ќе набавил и тоа како терапија тој конјички клуб да биде за посебна категорија на луѓе. Ве молам, оваа негова изјава не само што е несериозна, поради тоа што тоа е предлог кој што треба да биде написмено напишан, за да може утре како евентуален градоначалник да одговара за тоа дали го исполнил своето ветување или не, што значи треба да има рок кога ќе започне, кога ќе заврши, со кој пари ќе го изгради тој конјички клуб, тој излегува од неговата функција како градоначалник со тоа што вели посебна категорија на луѓе терапија. Ве молам, лаици сме, но сепак разбираме дека посебна категорија луѓе со посебни категорија на луѓе со посебни потреби, тоа е медицински израз. И ние не можеме да кажеме на кои луѓе со посебни потреби им е потребно токму да јаваат на конји како терапија. И затоа уште еднаш го замолувам да не бидеме несериозни, да не се препукуваме на овај начин, да печати програма, таа програма да ја обелодени, да ни биде достапна на сите, па да знаеме што ќе направи, што не ќе направи, а не вака чекорејки по населбите и само изјави да дава. Тоа е несериозно, уште еднаш ќе повторам.